Цивил медија. 23 јули 2019 година. Вест на денот. Обвинителката Катица Јанева тврди дека е жртва на нечесни мотиви на Боки 13 и други лица кои го злоупотребиле нејзиното име. Одговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно немам никаква одговорност за случајот рекет. Моето име е злоупотребено од Бојан Јовановски, а имам сознание дека и други лица го злоупотребуваат моето име, без јас да знам, рече специјалната обвинителка Катица Јанева на денешната пресконференција во СЈО. Точно е дека се познаваме со Бојан Јовановски. Не сум крила дека мојот син работи во еден ТВ и дека на дневна основа комуницира со лицето кое е осомничено, но тоа не значи дека некој стекнал право да ја користи мојата службена должност за да остварува привилегии и незаконити дејства, рече Јанева, и додаде дека очекува транспарентна постапка за да се стави крај на сите информации со кои, како што наведе, некој се обидува да и наштети на нејзиниот углед и чест. Јанева вели дека била свесна дека со преземањето на оваа функција ќе биде цел на различни напади и политички препукувања. Пронајден и вториот телефон на Јанева и даден на вештачење. Пронајден и одземен е и вториот мобилен телефон на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, за кој се тврдеше дека е изгубен. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека телефонот по кој се трагаше е пронајден во текот на вчерашниот ден и ќе биде даден на вештачење. МТВ за Цивил. Се оградуваме од новинарката што шири говор на омраза. Откако вчера Цивил медија објави дека новинарката Марија Котовска преку својот Facebook профил повикува топло да ја поздравиме стоката Северџанска на Мечкин камен, од МТВ за Цивил медија одговорија дека новинарката Марија Котовска својот став го искажала на својот личен профил на социјалната мрежа Facebook, а не во рамките на програмските содржини на јавниот сервис. МРТ осудува секаков облик на говор на омраза и ќе постапи согласно со етичкиот кодекс на МРТ, со кој што според член 12 при каков било јавен настап, секој вработен на МРТ е врзен да ги почитува и чува деловните и програмските интереси на МРТ, нејзиниот углед и професионалната дејност, како и својата професионална вредност. МРТ останува доследна на одредбите на етичкиот кодекс, според кој секој работник во јавниот сервис е обврзен да се придржува до највисоките професионални и етички начела, велат од првиот програмски сервис на МРТ. Џафери, ако има консензус, законот за јавно обвинителство може да се донесе до крајот на август. Владата го усвои предлог законот за јавно обвинителство. Истиот се очекува да биде доставен до собранието. Ако текстот се достави до утре, шефот на парламентот Ала Џафери ќе ја закаже седницата за прво читање следниот понеделник. Ако таквиот предлог пристигне во текот на денот или евентуално утре во собранието, нема сомнение дека собранието ќе ги спроведе своите обврски. Ако пристигне во текот на овие 2 дена, 29 јули е денот кога можам да свикам седница за разгледување. Ако не, здравје, поодморите, рече Џафери. Доколку постои политички консензус, законот може да се донесе до крајот на август. Само вакцинирани деца ќе се запишуваат во градинка. Родителите на дечињата кои од септември ќе се запишуваат во градинките мора да достават и уреден вакцинален картон, како што е пропишано со законот, дури и да заврши епидемијата на морбили. Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, изјави дека владата е конзистентна во почитување на законите, кои до денеска пропишуваат дека невакцинираните деца не треба да одат во училиште, ниту во градинките, бидејќи како што посочи, индивидуалното добро не може да биде пред колективното. Нови мерки во здравството. Промена на договорите што ги потпишале специјализантите. Дополнителна заработувачка на докторите и тимовите од анестезиолози, сестри и болничари кои попладне ќе останат да работат. Можност пациентите да изберат лекар, укинување на менаџерскиот испит за директорите и пензионираните доктори, да може да работат како консултантни доколку тоа го бара институцијата во која работеле, предвидуваат измените на Законот за здравствена заштита, кои се во собраниска процедура, а денеска на средба со новинарите ги презентираше министерот за здравство Бенко Филипче. Измените се изготвени на барање на комори, здруженија млади лекари и невладени организации. Прочитајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.